Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во уште едно ново издание на нашата емисија Колосек. Со мене во студиото имам двајца гости, со мене се Дејан Ѓорѓиовски и Ана Карајанова Димитрушева од Сдруженијето за лица со телесен инвалидитет Мобилност Скопје. Јас најпрво би ви се заблагодарила за времето кое што го одвоивте за да бидете наши гости вечерва и да ги информираме нашите гледачи. Благодариме на вашата покана. И ние чест што сме овде вечерва со вас во студиото. Така, задоволството и наше. Јас навистина ми е задоволство да ги информираме нашите гледачи и да им помогнеме за да разберат што представува мултиплекс склероза болеста и да им овозможиме нели на тие што треба по квалитетен живот преку информациите кои што ќе ги дадеме вечерва. Ќе се обидеме да го направиме така. тоа. Ајде најнапред со председателот на Сдруженијето, вие како председател на Сдруженијето, што всушност представува мултиплекс склероза? Ќе ни кажете ли за каква состојба станува збор? Мултиплекс склероза е автоимуно заболување кое што го напаѓа централниот нервен систем и до сега е непознато, така да ние ќе се обидеме да бидеме што појасни до оние кои што не знаат, немаат слушнато, значи се уште не се знае во светот од кој нуз појави настанува и ова е се уште непозната болест за медицината и за нас пациентите кои што веќе ја имаме за жал. Така, вие сте пациенти кои што имате веќе оваа болест. Да. Ана, вие што ќе ни кажете за болеста? Добро, сега ова мултиплекс од склероза ја нарекуваат болест со 1000 лица, што значи кај секој пациент може да се манифестира на најразличен начин, почнувајќи од трнење раце, заматен вид, дупло гледање, трнење на раце, нозе, моторика, проблеми со моториката. Сега кај некои пациенти потешко се открива, има доста голем број пациенти каде што живеат со болеста, меѓутоа се уште не е утврдена кај нив и не некако воспоставена диагноза да имаш мултиплекс склероза, туку тие живеат, продолжуваат да живеат, ако симптомот им се намали, со некое едноставно објаснување да бев преморен или се изнервирав заради таа и таа причина. Тоа е. Така. Дали постои лек за мултиплекс склероза? Лекот до сега од причина што самата болест не е доволно испитана, не се знае кој е причинителот на болеста, лек за мултиплекс склероза до ден денеска не постои, меѓутоа постојат терапии кои што делуваат да се намалат симптомите, односно да се намали развојот на самата болест. Такви се достапни делумно кај нас. Во светот има добро поширок палета на такви медикаменти и сега ние и за тоа се залагаме, самото Сдружение се залага да бидат кај нас достапни поголем број на лекови. Така. Ќе поразговараме малку подоцна за лековите и за тоа што вие се залагате, секако ќе ги информираме гледачите. Меѓутоа, дали се знае која е причината за да се предизвика оваа болест или што може да ги зголеми шансите за мултиплекс склероза? Значи, како што рече Ана, тотално е непознато. Од разговор помеѓу нас, членовите, кога се дружиме, дали сме во Сдруженијето или сме негде излизани на некој излет или некаква манифестација, најчесто сите имаме некоја причина поврзана со стрес. Значи, морало нешто да ни се деси, неубаво, за да почнат од тогаш да се појавуваат симптомите, како што напомена Ана, секој во различна форма, значи, кај мене почна првен слабост во ногата, па после некое време и со видот. Јас сум еден од оние кои што најмалку сум имал проблеми со видот, него директно се манифестираше и еве од тогаш имам веќе парезата на левата нога. Така. Дел од симптомите Ана ги кажа, нели, пошто може да се препозна оваа болест. Добро, да, изгледа најголем дел имам заборавено, меѓутоа добро, не сме доктори да
да ги детално да ги објасниме симптомите, да. Така, значи трнење на рацете, на Да, слабост во намалување на екстремитети, тремор во екстремитети, проблеми со видот, кај мал број пациенти имам слушнато, јас тоа не сум го доживела, меѓутоа проблеми со во вкусот, во самиот вкус, нели кога на храната? Да, па добро солено благо или воопшто да не осеќаш никаков како да немаш рецептор за да осетиш вкус на било каква храна. Така. Хронично сме уморни, Да, особено вака кога е времето. променливо. Да. Така, Да, кога како има денеска променливо што беше, време. да, на променливо време, нон-стоп сме уморни, секогаш сме ни Да, фали бре, малце сила за да го иштуркаме денот. Значи, во текот на денот мора по неколку сати Да се одмара. да се одмориме, да. да, и добро, брзо се заморуваме, што и да почнеш да правиш, но брзо за разлика од здрав човек, кај нас многу побрзо доаѓа тој замор. И затоа често се случува, она ќе земеш да правиш нешто и чекај да се одморам, па ќе продолжам. Така. Добро, и кај здравите луѓе понекогаш се случува тоа, меѓутоа Изгледа понагласено е кај Малце луѓето со поизразено. мултиплекс, да. Така. Која возрастна група на луѓе е најризична? Дали постои такво некој истражување кој што довело до таа информација? Па како што сме сега во моментот запознаени, таа граница е доста спуштена. Веќе почнуваат од 15-та година до 40-та година најчесто се појавува. Бројот е поголем кај женската популација за разлика од машката. Повеќе се нервираме, изгледа. Жените Жените. повеќе се нервираат. Па не знам, може би Поголем стрес. поемотивни, да. Така. Инаку таа болест на Еквадорот воопшто ја нема, значи посимптоматично е како одиме по на север, така е позастапена. Значи скандинавските земји се оние земји каде што има најмногу лица заболени Да. со мултиплекс склероза. Така. Со кои потешкотии се соочуваат луѓето болни од оваа болест? Па сега добро, јас конкретно, например, не можам да зборам за вработување, затоа што јас сум долги години вработена. Еве, имам слушнато дека кај нас, нели, во здружение, лицата имаат проблеми со вработување, па кријат дека се болни за да не ги, нели, да не самите Да не ги предпоставени, дискриминираат. да не ги дискриминираат ниту Плашат колегите. работодавецот да не Да, го избрка. имаме проблеми нормално со пристапност до институции, еве институции кои што на нас најмногу ни требаат, како клиники, болници, други јавни институции, фондови, што друго, еве општини. Во зависност од моменталната физичка спремност, нели, кој до каде имаме ние луѓе заболени со МС кои што познат спортисти кои што трчаат за 12 секунди. Нели, тоа е нешто многу брзо, каде што уште не почнала болеста да прави Прогресира, трајни инвалидитети. Значи, во зависност од состојбата што има и од инвалидитетот, така животот му е, оние кои што се дојдени веќе во стадиум во количка, нив име све буквално проблем од пристапност, од вработување, од морање да користат средства за инконтиненција и сето тоа. Оние кои што имаат помали или помал инвалидитет се на почеток, они имаат можеби проблем со вработувањето, не можат да изиграат баскет со другарите на улица и фудбал, не можат да се качат на водно, послабо пешачат и така. Секој различно. Да, одека да нагласам дека кај нас во ниедна институција немам приметено дека има WC за инвалиди. Значи тоа е недостигот. Да, Што треба да се ретко каде. Имам видено баш WC за инвалиди. Машко-женско WC за инвалиди, меѓутоа недостига тоа и во трговски центри секаде. Добро, тоа е Односно, втората многу- фаза од борбата на Сдруженијето наше и националниот Да, првата е сојуз. пристапност, Првата значи. беше оборени тротоари, пристапни рампи, сите ти работи. Сега како почнуваме полека да влегуваме во институциите, сваќаме дека внатре треба да има лифтови, дека треба да има адаптирани тоалети за инвалидизираните лица. И така, па се надам дека и третата фаза ќе биде и вработување на самите инвалиди во тие институции. Така.
Така, ја се надевам дека ќе успеете во тоа сето што сте го замислиле и сето она што сметате дека треба да се направи, навистина да се направи, бидејќи тоа им е потребно на тие луѓе. Колку типови постојат на мултиплекс склероза? Не знам, Анели, ја колку многу, нема правило. Јас кога се заболев 98 година, се збореше со некоја бројка околу 72 подврсти. Сите ние сме различни, значи нема двајца со МС исти. Затоа што тоа е заболување кое што го напаѓа централниот нервен систем и зависно како ќе се манифестира кај некого Да, кој дел од мозокот го има опфатено. Опфатено, дали моториката, дали осетот за топло, ладно, за вкус, на видот, значи многу е различна и нема. Така. Дали располагате со информации колку луѓе од мултиплекс склероза се заболени кај нас во Македонија? Тоа во средата, кога го обележувавме меѓународниот ден на мултиплекс склероза, докторката која што говореше, и јас таму ја слушнав таа информација, дека кај нас во Македонија има околу 1200 лица заболени со МС. Регистрирани на да. клиниката за неврологија. Значи воспоставена диагноза. А сега најверојатно има уште многу повеќе лица кои што воопшто не се ни сетиле, нормално не може обичен човек да му текне чека да се проверам јас на неврологија дали имам случајно нешто вакво. Тоа што го спомнав дека сите го наоѓаат тоа објаснување, изгледа изморен сум бил денес, ајде ништо не ми е, ќе се отспијам и ќе помине. А инаку официјално си 1200 лица во Македонија. Така, регистрирани 1200 лица. Во нашето здружение се 280. Што значи дека мал процент. Јас кога станав член пред 10 години бевме околу 120 и како поминуваат годините станува некоја модерна болест и секоја година се повеќе процентот се зголемува на нови членови со мултиплекс. Да, устари алармантна е состојбата сега во последно време. Да. Баш имам слушнато дека стварно голем е бројот на лица кои што се болни од МС. За жал бројката ќе се зголемува, нели, меѓутоа сепак треба да се третира болеста за да им се олесни животот на луѓето со мултиплекс склероза. Ајде да поразговараме малку за здружението. Од кога постои вашето здружение? Колку членови имате? Малку околу тоа. Така, значи Мобилно Скопје, Здружение на лица со телесен инвалидитет, формирано е од група параплегичари пред 30 години, значи оваа година имаме јубилеј на 4 декември пред 30 години. Поздрав до тие кои што денеска се живи и се меѓу нас и активно учествуваат во здружението. Благодарност значи од сите ограноци за тоа што собрале сила и успеале да направат здружение во кое што многу членови од сите различни диагнози се наоѓаат некој прибежиште и се пронаоѓаат онаму каде што се поуспешни или каде што имаат афинитет. Некој во спортот, некој во музиката, некој во квизот. Едноставно здружението ни помага да се социализираме, да се дружиме, да бидеме еднакви меѓу нас сите. Така, да бидете добро да размениме искуства, нели, кој што лекови примал, што е најмодерно, на тој начин може да се слушне. Да, Па не секогаш разговараме за лекови, обично за поубави, поведри теми. Мислам дека најмалце се зборува за нашата болест, него обично секоја се шали, дружење, песни и такви работи за да избегаме од реалноста. Да, така. Особено кога некој ќе дознае дека има некоја одредена болест, нели, сака да дознае некои информации повеќе од она што го знае, новитети од некој друг што има, нели, што е ист како него. И претпоставувам дека тука се пронаоѓате и дека полесно име сега вие, нели, имате од подамна. Така, па мислам дека склероза, меѓутоа поновите пациенти кои се дека им се олеснува. Да, тие се така радознали. Како ти се појавија, што да правам, како да правам? Да, ама од оние кои што веќе решили и се престрамиле да признаат самите на себе на јавноста, инаку многу малце доаѓаат. Значи најголем проблем, другите
ограноци, другите диагнози доаѓаат, да, ама луѓето најчесто заболени со мултиплекс не доаѓаат. Први нели се срамат, Да, тоа е од до оној причина момент што- додека не почнат да користат некое помагало, дека Да. живеат нормално, одат, не сакат да кажат. Додека не е видлива самата болест, она одбегнуваат на Радозналоста. било кого да кажат. Да, радозналоста ја задоволуваат преку интернет, најмалце преку здруженијето. Обично во здруженијето доаѓаат кога веќе ќе дојдат во таа фаза заради некој бенефит или ете, едноставно веќе тоа нема од кого веќе да се кријат и не можеме да ги пратиме пријателите и другарите кои што сме ги имале до тогаш, затоа што ни живеат подинамичен живот, ние мора да се спуштиме едно скалило две, да се прилагодиме онаму каде се нашите нели Да, сограѓани кои самото што да се има. говори бројката, нели 1200 заболени од мултиплекс, а во здруженијето само 280 за членети, што значи процентуално колку ви дошло? Ајде 20%. Да. Спомнавте нели помагала за одење. Во која фаза се доаѓа за да се стигне до помагало за одење? А тоа е работата што самата болест може да се развие многу брзо, да доведе нели до користење на количка или еве бастун, патерица, било што, а може да стагнира со години и воопшто да не се јави никаков проблем, ниту потреба од користење било какво помагало. Така, значи индивидуално е. Да, затоа е тоа нарекување болесувања лица. Фактор среќа и Господ. Обично сите стануваме многу суеверни после, од кога ќе ни се случи нешто такво. Да. Така, добро. Јас овде предлагам да направиме една кратка пауза, да го погледнеме краткиот рекламен блок, а потоа ќе продолжиме со разговорот. Почитувани гледачи, останете на програмата на МТ, следуваат реклами.